Добро вечер на сите присутни. Почитувани гости, почитувани пријатели, почитувани автори, почитувани љубители на пишаниот збор, почитувани Колакови, почитувана граначалнички Марија Нацева, почитувана Неготина. Велат дека поезијата се раѓа тогаш кога зборовите не се доволни за да ја опишат реалноста. Денес во оваа сала во родното Неготина на Фросина се собравме токму поради тоа да го кажеме со стихови она што срцето не може да го изговори со обичен говор. Пред да започнеме со промоцијата на книгата Сите за Фросина, да замолувам најпрво да ги ставите вашите мобилни на нечујно. Фросина, Теодора, Вања, Кочани, децата кај Скопската обиколница, детенците со тротинетот, диџејот Љупчо Лешко, малата Јана од Битола, мајките Иван и нејзината черка Кате, Мики Донев и многу други. Да замолувам да станеме сите и да оддадеме почит со доминутно моќни за ангел Фросина и за сите други ангели кои прерано одлетали. Слава им. Слава им. Улица, девојка и кутре, ревија ко судбина, Фросина убавина, гула бел и светлина. Се зборови посветени за Фросина кои ги напиша Огнен Неделковски, а стиховите ги отпеа Александар Митевски. Ова вечер овие стихови ќе ги отпее Талија Василова, а таму одгоре во рајот ти Фросинче слушнија мелодијата која светлина означува. Твоето кутре Аја вечера не е тука со нас, но таа е жива и многу не достигаш. Аја знае дека таму одгоре ја чуваш и испрачеш преградки. Повели Талија.
Сега ќе ви се обрати председателката на нашето поетско здружение Тиквишки цветови, која е во улога на промотор за книгата Сите за Фросина. Благодарам. Една година спомени, една книга полна со љубов. Еден народ кој не заборави. Пред нас е книгата Сите за Фросина. Ова не е само обична стихозбирка на песни. Ова е жив споменик, изграден од емоции. Издигнат од перата на група автори и членовите на Сдруженијето Тиквишки цветови. Помина една година откако веста од Скопје ни го скрши срцето. Една година откако еден пешачки премин стана граница меѓу овој свет и вечноста за нашата Фросина. Овој крик на чувства е упатен ко сите оние кои прерано на неправедни начин го изгубија својот живот. Но вечерва, преку овие страници, Фросина се враќа дома. Фросина не беше само име во нашите спомени. Таа беше уметник. Во секој здив, како млада дизајнерка, таа знаеше како да спои избоите на животот, како да ја создаде убавината, каде тамо што другите на обично платно не знаеа да го направат. Нејзините раци не само што цртаа креации, тие цртаа со ништа. Затоа оваа книга, Сите за Фросина, ја гледаме како нејзината последна и највредна колекција. Овој пат нејзините сограđени и поетите од Тиквишки цветови станаа нејзини соработници. Тие ги позајмија своите зборови за да ги доцртат линиите што таа ги започна. Секој стих во оваа книга е како конец од најфина свила, вткаен во фустан од вечност што Фросина сега го носи меѓу ѕездите. Таа веруваше во естетиката, во хармонијата и во добрината. И токму тоа го прави оваа книга. Создава хармонија од нашата болка и естетика од нашите спомени. Таа не е само што дизајнираше облика, таа дизајнираше љубов околу себе. Се враќа ни стиховите кои зборуваат за незината младост, за незината креативност и како дизајнерка, за незината нежност и за онаа светлина во очите која никој не може да ја изгасне. Авторите застапени во оваа книга не пишуваат само за трагедијата, тие пишуваат за љубовта, затоа што само љубовта е посилна од заборавот. Секој стих во стихозбирката Сите за Фросина е еден тиквишки цвет положен пред незиниот лик. Некои песни се тивки, како молитва, други се гласни како крик за правда и внимание на патишата, но сите се обединети во една мисла. Фросина е тука со нас. Како промотор на ова дело, сакам да истакнам дека оваа книга има мисија. Таа не учи дека заедницата може да прегрне и преку збор. Тиквишките цветови покажа дека позијата е лек, но и штит против заборавот. Додека ги прелистувате овие страници, ќе ја почувствувате Фросина. Во секоја метафора, во секоја рима, во секоја белина и меѓу редовите. Таа повеќе не е само име од веста, таа е инспирација, таа е символ на сите прерано прекинати соништа кои ние, живите, имаме должност да ги засонуваме за неа. Книгата за Фросина. Преубава книга. Болна, тажна. Горан Василов ја даде идејата, а ние тиквишките цветови ја прифативме со срце и со душа. И рековме, ние ќе направиме нешто што ќе остане за нас. Нешто што ќе зборува и кога ние молчиме. Нешто што ќе се вивне меѓу звездите и ќе се топри до неа. Ви благодарам.
Не ја читав само песната за Фросина, туку ја сочував нејзината тишина од заборов. Тага, како остри шилци кои го бодат сечие срце. Автор на расказот Тага, Жаклина Николова Квадарци, повели Жаклина. Морам да кажам дека мојот вкус расказ Тага е инспириран од првата промоција за книгата за Фросина, што ја издадовме ние, Сдруженијето на тиквешки цветови. Тага. Излегувам на бината, а рацете како да не се сосема мои. Книгата што ја држам е лесна, а тежи повеќе од се што дотогаш сум држала. За миг светлата ме заслепија, но не доволно да ја почувствувам онаа длабока, внимателна тишина, како затишје пред бура. Го изговорам првиот стих, не сакам да ја вознемирам болката, и близко, многу близко до мене почувствував топлина што трепери и тивка воздишка. Ми снема здив. Инстинктивно се свртев само за миг како да ме допре. Знаев, Фросина е тука. Ја читав песната, секој нареден стих доаѓаше потешко, како да минуваше низ нешто невидливо. Всушност ја живеев. Гласот ми беше тивок, но не се скрши. Само незабележливо ми затреперуваше и една мала солза од аголот на моето око се стркала. Никој не ја виде. Погледнав кон луѓето. Не ги видов јасно. Само очи што светка и раце што мируваа. Кога стигнав до крајот, последниот збор не одекна, туку се стопи. Тишината повторно говореше. Погледот ми падна. Како мала птица треперев. Во еден миг погледнав во очите на мајката. Мајката лавица, мајката кралица, мајката свена цвет. И во очите што изсветка, видов цел еден шарен свет и две звезди сјајни. Видов устани во сите бои, видов насмевки, видов бели листови, на нив скици цртани и недовршени. Видов раце за преградка раширени. Видов копнеш и желби. Тајни под розева перница скриени, видов очи насмеани и слушнав гласно смеење со звонлив глас. Ја видов Фросина и во тој миг се запрашав. Ја видов ли, зарем ја видов јас? Тишина долга како вечност. Ја затворив книгата. Аплауз силен како гром. Се повлеков со чекори кои како да звучеа прегласно во мене и знам не излегов сама од бината. Фросина трепереше во воздухот околу мене, светкаше во сите очи. Фросина беше тука и остана со нас во тишината што говореше. Таа беше тука, не како болка, туку како присуство. И тогаш сватив. Не ја читав само песната за Фросина, туку ја сочував нејзината тишина од заборав. За Фросина и нејзината трагично прекината младост.
Сестринската љубов никогаш не завршува. Нејзината љубов кон својата сестра, иако раната е искршена, Росица храбро го продолжува она што Фросина го остави како безвременска уметност, а тоа е ревијата. Фондацијата Фросина Кулакова, чие постоење има огромно значење и влијание и кој дава поддршка за уметниците, едукација и правна заштита. Исто така Фондацијата Фросина Кулакова денес потпиша меморандум за соработка со општина Неготина. Повеќе за фондацијата ќе ви сообщи Росица. Благодарам. Добро вечер на сите. Ви благодарам од срце што сте тука вечерва. Навистина, многу ми значи што оваа промоција се случува токму овде. Во Неготин, нашиот град. Градот од кој Фросина потекнува. Градот во кој Фросина порасна. Градот во кој имаме корени, спомени, наши луѓе и љубов. Оваа вечер за нас има уште подлабоко значење, затоа што не сме собрани само околу една книга, туку сме собрани околу името на Фросина, околу нејзиниот дух и се она што таа продолжува да го буди кај луѓето. Оваа стика збирка е доказ дека кога нешто ќе надопре како заедница, ние знаеме да застанеме заедно, да создадеме, да се изразиме и да не дозволиме трагедијата да го каже последниот збор. Секој што напишал, што учествувал, што дошол вечерва, носи своја емоција, свој начин на разбирање, свој начин на почит. И тоа за нас има огромна вредност. Фросина е мојата единствена сестра. За мене Фросина е љубов, креативност, движечка сила и звезда водилка. И многу повеќе од тоа што обичните зборови може да опишат. Може би токму затоа секој обид таа да се опише никогаш не е доволен, но е исклучително важен. Важно е што се зборува, важно е што се твори, важно е што не се заборава. Но уште поважно е што од оваа емоција произлегува нешто што продолжува понатаму и создава промени токму каде што се најпотребни. Како директор на фондацијата Фросина Кулакова, можам да кажам дека оваа година веќе почнавме да ја претвараме оваа енергија во конкретни чекори. Го отворивме вториот повик за стипендија за млади таленти во модата, нешто што директно го продолжува духот и визијата на Фросина. И сакам да истакнам дека стипендистите на фондацијата не се само финансиски поддржани, туку ние активно работиме со нив и на нивниот професионален развој и промоција. Во меѓувреме, потпишавме меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи и за нас ова е исклучително важен чекор, затоа што отвора простор за заедничка работа на иницијативи за безбедност во сообраќајот, превенција, едукација, кампањи и активности кои имаат за цел да создадат поголема свест, особено кај младите. Една од иницијативите на кои работиме е проект од кој ќе произлезе краток документарен филм за подигнување на свеста за безбедноста во сообраќајот. Преку реални сведоштва сакаме младите да ја разберат тежината на невниманието и последиците што тоа ги остава врз семејствата кои изгубиле член како резултат на несовесно возење. Особено ми е драго што токму овде, во Неготина, можам да споделам дека фондацијата потпише меморандум за соработка со општина Неготина. Благодарна сум и на градоначалничката Марија Мацева за поддршката
отвореноста и препознавањето на важноста на оваа мисија. За нас, оваа соработка е многу значајна затоа што покажува дека промената започнува и од локалната заедница. Од местото кое најдобро ја познава приказната, болката, но и силата што произлегува од неја. Паралелно работиме и на реализација на следната модна колекција на Фросина, која како семејство сакаме да ја подариме на фундацијата со цел да ја оживееме повторно незината креативност и да продолжи да создава вредност, поддршка и посветла иднина. И ова се само првите чекори. Фондацијата постои за да создава поддршка, можности и промена. И затоа, секој од вас што вечерва ја поддржува оваа иницијатива преку спив, присуство или со купување на книгата, станува дел од наследството што ни го остави Фросина и дел од промените што произлегуваат од него. Ви благодарам. Продолжуваме со читање на творби од книгите. За Фросина, автор Марија Камчева од Кавадевци. Подели, Марија. За Фросина. Срцето ја чукаше како да има време за сите со ништо. Млада. Со живот што се уште не беше ни започнат. Со соништа што немаа форма, ама имаа срце. Еден миг и светот остана без див. Не стигна да каже утре и тук ќе се вратам. Само едно срце престана да чука. Светот се сруши. Мајчиното срце застана. Татковиот глас онема. Пријателите останаа со порака што никогаш нема да бидат прочитани. Не беше време, не беше ред, не беше праведно. Во една секунда ти го одзема утрото. Никој не беше подготвен да те пушти. Никој не беше спремен да живее без тебе. Мајката сега диша, ама не живее. Таткото зборува, ама гласот му е празен. Пријателите се смеат од навика, а плачат кога ќе останат сами. Почивај, девојче, светот беше премал за твојата светлина. Партизанската езере како да си нечија, како да не си нечија ќерка, како да не си нечија љубов, како да не си цел свет за некого. Фросина, ти не си само спомен. Ти си рана што не зараснува. Празнина што не учи што значи премногу рано. Ако небото слуша, нека те прегрне, зашто земјата не те сочува. А светот продолжи, и тоа е најтешко да се прифати. И ако небото постои како место за правда, нека те чува таму онака како што ние не успеавме. Вечен помин. Сега ја замолувам градоначалничката Марија Нацева да ви се обрати. Повеќе градоначалничка. Почитувани членови на семејството Кулакови, роднини и пријатели, присутни на овој настан, исполнет со тага, сеќавања и длабоки емоции. Ви посакувам добре дојдовте на промоцијата на книгата Сите за Фросина, во спомен и чест на нашата предано почината сограѓанка Фросина Кулакова. Вечерва имаме можност да проследиме дел од поетските творби, подготвени од членовите на поетското здружение Тиквешки цветови, посветени на нашата Фросина, која иако не е физички присутна помеѓу нас, незината приказна останува силен потсетник за потребата од промени и двигател за создавање на култура на грижа, правда и одговорност.
Препознавајќи ја потребата од воспоставување на долгорочна институционална соработка во областа на културата, младинскиот развој, хуманоста, јавната свест, а водени од вредностите на креативноста, човечноста, достоинството и јавниот интерес. Би сакала да ви информирам дека предходно Општина Неготино и Фондацијата Фросина Кулакова ја официјализираа својата соработка преку подпишување на меморандум за соработка. Целта на подпишаниот меморандум е воспоставување рамка за заедничка соработка преку развој и реализација на културни, образовни, хуманитарни и општествено корисни иницијативи, а предмет на соработка е заедничко иницирање, координирање, поддршка и реализација на програми, проекти и активности од јавен интерес. Со меморандумот за соработка дефинирани се обврски на Општина Неготино и на Фондацијата Фросина Кулакова, како и областите на соработка во делот на културно-уметнички и духовни програми, младински и образовни иницијативи, стипендиски и менторски програми, хуманитарни активности, подигнување на јавната свест и сообраќајната безбедност, меморијални, туристички содржини и апликации за домашни и меѓународни фондови. Ви благодарам за вниманието и ве поканувам по завршувањето на настанот да купиме примерок од книгата Сите за Фросина, а со ова да ги надградиме спомените кои што ги имаме за нашиот прерано починат ангел Фросина Кулакова. Мајчиното срце, срцето на таткото, заеднички како родители, која секоја секунда чука за својот ангел, кој без да погледнеш, без да проговориш, ќе разбереш. Поверите, госпоđа Камелија и господине, тоа. Почитувана градоначалничке Марија Нацева, почитувани представници на Општина Неготино, драги пријатели, почитувани автори, почитувани гости. Вечерва не дојдов овде да зборувам како представник на фондација. Вечерва сум овде како мајка. Како мајка која пред само 1 година имаше ќерка со насмевка што ја осветлуваше секоја просторија во која ќе влезеше. Како мајка која имаше дете полно со планови, соништа и љубов кон живот. И како мајка која еден ден остана со тишина што никогаш не може да ја прифати. Кога ќе изгубиш родител, остануваат спомени. Кога ќе изгубите пријател, останува празнина. Но кога ќе изгубите дете,
Од тој ден наваму, јас живеам со едно прашање, што секоја мајка би го поставила. Дали светот ќе памети? Дали ќе памети низината добрина, низината насмевка, низината љубов, низините недосонувани соништа. И затоа вечерва моето срце е преполно. Затоа што вие ми дадовте одговор. Да. Фросина се памети. Да. Фросина се сака. Да. Фросина живее во срцата на луѓето. И оваа книга не е само книга. За мене оваа книга е доказ дека љубовта е посилна од смртта. Дека едно девојче кој физички не е тука успеала да допре до срцата на толку многу луѓе. Секој стих во оваа книга е една свеќа запалена за мене. Секој збор е едно не те забораваме. Секоја страница е прекратка за една мајка која секој ден учи како да живее со скршено срце. Од се срце им благодарам на поетското здружение Тиквешки цветови. Благодарам на секој автор, на секој човек што ја почувствува Фросина доволно силно за да седне и да напише збор за мене. Вие не напишавте книга. Вие изградивте споменик од љубов. Споменик што нема да го изгризе времето. Вечерва сакам особено да се заблагодарам на градоначалничката Марија Нацева, почитувана градоначалничка. Во свет во кој многу луѓе се плашат да се доближат до туѓата болка, вие не сврдевте глава. Не останавте равнодушни. Не гледавте на Фросина како наслов од вестниците, вестите. Ја видовте како дете, како ќерка, како живот што ме дозволило рано скасна. И затоа вашата поддршка за мене има огромна вредност. Затоа што не дојде само од функцијата што ја носите. Дојде од човечноста на вас. Од име на едно скршено семејство, од име на фондацијата Фросина Кулакова, од име на една мајка која секој ден се буди со истата болка, ви благодарам.
и институциите имаат душа. И ви благодарам што помогнавте името на Фросина да продолжи да живее преку добри дела. Знаете, луѓето често пати ме прашуваат како успевам да продолжам понатаму. Вистината е дека не продолжувам понатаму. Јас ја носам Фросина во себе. Во секој чекор, во секоја солза, во секој стик. И вечерва додека ви гледам сите вас собрани овде, имам чувство дека таа е тука. Тука, некаде меѓу нас. Со својата насмевка, со своите прекрасни очи. Горда што толку многу луѓе се собрана во име на љубовта. Затоа вечерва нека не биде вечер на така. Нека биде вечер на човечност, на добрина, на љубов. Бидејќи ако нешто ме научи мојата Фросина, тоа е дека животот не се мери со тоа колку долго сме живееле, туку по тоа колку љубов сме оставиле зад себе. А моето девиче остави бескрајно многу. Ви благодарам. Почитуваме градоначалнички, почитувам пратеник, драги пријатели наши, почитувам председателки на Сдруженијето на поети, почитувам Горан. Ке кажам нешто кое можда и не би го очекувале, но тука бе можда покрај луѓе кои цел живот се знаеме. Не сакав, не можев да дојдам тук. Сигурно не заради книгата, нито за било што друго, туку затоа што секој пат кога се собираме за Фросина, а многу пати јас повторно ја губам. Повторно и повторно. И нели тука сум. Тука сум затоа што таа секогаш стигнуваше, дури и кога беше тешко, дури и кога не чинеше се, таа стигнуваше секаде. За сите, секому да се најде и секому да подржи. Такво беше детето наш. И јас не смеам да бидам помало од неја и помало од тоа. Стискам
сузави душа бера ми водата. Фросина беше 22, само 22. Но ако некој ви каже тоа е кратко, нека ве погледне во очи и нека ви каже зошто во една вечер 40.000 луѓе излегува на улица за неа. Зошто мелодии се пишуваа за неа, зошто 30 поети секој сам за себе седна и напишаа за девојче кој никогаш не го виделе. Затоа што некои души не живеат според годините, некои души живеат според светлината. Фросина светлеше многу. Кога верувам дека беше ангел, не го велам тоа да звучи умално, како структура. Го велам затоа што е точно. Беше нежна, ама цврста. Тивка, ама присутна, млада, ама за неа знаеше цела Македонија. Вестници пишуваа, многу настапи по телевизија, успешни модни ревии, каде неизините модели беа наградени со најмногу аплауз. И Париз, центарот на модата и неизорен омилениот град. Сек додеше, а во Париз најмногу го сакаше. Дизајнер, соништа, крил. Цел еден свет пред неа започнат. А потоа еден не може човек да го нарече пиен, неположен, наркоман, осуден наркодилер со 120 на семафор на црвено, реши дека неизиниот живот не вреди ни толку колку да стави ноге на кочница. Нема да се задржувам на тоа. Само ќе кажам. Постои правда на луѓето, постои правда на Бога. И двете правди го знаат неизиното име. А ова книга не е случайно, не ја создаде само еден уредник, само едно здружение, ја создаде болката, ја создаде љубовта, ја создадува луѓе кои читаа за неа и не можеа да заспиат. 30 автори, 30 чисти, убави, племенити човечки срца, кои не ја знаеле лично и сепак напишале за неа како да ја познавале цел живот. Тоа не е поезија, уште повеќе тоа е сведоштво. Сведоштво дека некои луѓе ги препознаваме, дури и кога ги нема. Сакам искрено и главното да се заблагодарам на Горан Василев, кој рече ќе направиме книга и не се окажа ни еден момент. На председателката на Сдружението Тикашки цветови взимам извонредниот пристап за племенитата идеја да заживее. На Ива Танев, за мелодијата која те тера да плачеш, дори и кога мислиш дека немаш повеќе солзи. На Жаклина, за исклучително врвно дело. На почитуваните Тодорка, Данче, Моника, Никола и на сите 30 автори, кои душата ја вложија таму каде повеќето луѓе само поминуваат. На Вера Самарјанин, која најде начин како да се одштампа книга со ваков квалитет, на семејството Килибар, на Сдружението, кажав, Тикашки цветови, на градоначалничката Марија Нацева, на работените од општина Неготина, за просторот, за соработката, за идната соработка. И на сите вас, почитувани мои, кои дојдовте, со самото ваше присуство вечерва велите нешто многу важно, ние не забораваме, ние ја чуваме, ние ја славиме.
длабоко ви благодарам за тоа. А ја кажав и благата вест. Денес Фундацијата Фросина Кулакова подпиша меморандум за соработка со општина Неготино со градоначалничката Марија Нацева. Јас не гледам на ова како на административен чин. Ова е моментот кога болката добива форма. За од таа форма да излезе добро, многу добра да излезат и ќе излезат. Кога солзите стануваат дело, кога едно име почнува да помага. Секој млад живот на кој оваа фондација ќе му помогне, ќе носи малку од неа, дел од незината мила светлина. А незината светлина ќе продолжи да свети и да се згоревува. Почитуваме градоначалничке Нацева, ви благодариме за тоа што го препознавте ова. За она што навистина е не протокол, туку продолжување на едно срце. За крај, секоја вечер без неа е тешка, ете оваа вечер ми е свет. Затоа што Фросина не е само спомен, таа е во зборовите на оваа книга, во мелодијата која ја расплакува Македонија, во очите на секое дете на која фондацијата ми пружа и ќе му пружи рака, и на сите добри работи и дела кои ќе следат. И вечерната е тука, меѓу нас, во оваа сала, но секоја ваша солза која гледам ја задржувате. И само Бог може да благослови душа која и по заминувањето толку многу дава. И нека од Бога благословена и најмила нека му е при него. А ние ќе продолжиме да ја носиме незината светлина, колку и да е тешко, колку и да боли. Затоа што таа никогаш не застануваше и ние нема да се стане. Фала ви за секоја молитва, фала ви за секоја солза, фала ви за секој збор за нашата Фросина. Ангелот кој не заминува, тука е, со нас, таа е присуство. Нека биде достојна вечер за неа и знам дека таа од горе од своето место ќе не гледа и ќе не благослови сите. Фала ви. Продолжуваме со читање на творби од книгата. Девојче, автор Милка Миндева од Кавадарци, а че ја прочита нашиот најмлад член во Сдруженијето Васил Ангелов од Кавадарци. Поведи се. Девојче, ти си овде, во овие стихови. Фросина, ти си овде, сама размислуваш. Ти си овде, сакаш да заминеш, но не можеш. Фросина, ти си најголемата болка на мајка ти, на татко ти, на убавата сестричка. Фросина, девојче со очи светулки, девојче со раце чудотворни, девојче со поглед искрен, девојче со сон несонуван, девојче со... Ти си девојче со момински искри разгорени, растреперени, занесени од љубов. Ти си девојче што остана да бидеш само сон несонуван. Но една вечер замина по патот од каде што нема враќање. Фросина. Едно младо дете
песна за Фросина со многу емоции, што друг ја напишал, што друг ја створил. А сега Фросина, дете наше мило, автор Јованка Ангеловска-Змејовска. Повели Јованка. Фросина, дете наше мило, секој ден те чекаме да се вратиш, но веќе те нема. Ја нема твојата насмевка, твојата живост и ветрина. Твојот поглед се изгуби во далечина, направена од голема болка. Минат тажни денови, минат непроспиени ноќи. Животот ни се сруши, а толку го посакувавме. Ти ни беше светлина, што денот ни го осветлуваше. Ти ни беше цвет, мила Фросина, што животот ни го разубавуваше. Зошто? Зошто ли дојде тој ден, за тебе мило, кобен ден? Замина и небесен ангел стана. Замина негде далеку од нас, оттаму да не гледаш и утеха да ни даваш, но сепак си близу до нас, во нашите срца, каде што те чуваме и вечно по тебе ке тагуваме. Почивај во мир, Фросина, ти си наша светлина. Рецензијата на книгата Сите за Фросина ја напиша почитуваната Вера М. Самарјани. Повеќе за нејзините уметнички води ја остава нашата председателка Марија да каже нешто повеќе за тоа, а веднаш потоа ќе се прочита емотивната рецензија напишана од Вера М. Самарјани, а ќе ја прочита нашиот член во Сдруженијето Марина Убавкова. Сега повеќе Марија. Колкава е голема силата и колкав е долг мостот што Фросина ни го направи. Не поврза сите нас од цела Македонија, а и надвор од неја. Кога зборуваме за оваа книга, идејата е од Корен Василов. Јас ги собирав сите творби и го дадовме името Сите за Фросина, затоа што тоа најмногу одговараше. Потоа се поврзав со издавачката куќа Поетски ноти од Битола и со почитуваната Вера М. Самарјани. И ги дадовме фотографиите, и ги дадовме и творбите, и таа направи едно прекрасно дело. Дело кое остава траги. Не поврзува сите нас. Колкави големи мостеви направи измеѓу нас. Ние никогаш нема да го забораваме ова. Нашата Фросина не ја познававме, а сите не поврза. Вера Самарјани живее во Торонто, во Канада. Сето се случуваше онлайн, сето се случуваше преку телефони, преку месенџер. Сето се одвиваше на таков начин. А сепак направивме едно прекрасно дело. Дело кое ќе остави големи трагови и ќе не поврзи понатаму нас сите. И благодариме на Вера М. Самарјани за прекрасната рецензија и што ете така на таков начин успеа да го направи ова дело прекрасно. Повели Марина. Почитувани гости, чест и задоволство ми што вечера сум дел од оваа меморијална
учествување и промоцијата на стихозбирката Сите за Фросина. И се надевам сите заедно ќе продолжиме во иднина да бидеме дел и да ја поддржуваме мисијата на Фондацијата Фросина Кулакова. Ви благодарам за вашето присуство и внимание. Во продолжение ќе ја прочитам рецензијата која е напишана од Верана Самарјанин. Збирката посветена на Фросина не е само книжевен запис, таа е колективна болка преточена во збор. Овие творби не се обиди за поетска форма, туку потреба на срцето да зборува кога тишината станува претешка. Не стиховите се преплетуваат, тага, гнев, неверување, но и љубов што не згаснува. Авторите различни по возраст, стил и израз се обединуваат околу една светлина, ликот на младата девојка чиј живот беше прерано прекинат. Токму таа разновидност и дава на збирката автентичност, некои песни се едноставни и директни, други метафорични и символични, но сите носат искрена емоција. Особено впечатлива е постојаната символика на светлина, ангел, звезда, бела линија, крилја, мотиви што ја претвораат личната трагедија во универзална порака. Пешачкиот премин станува повеќе од место. Тој станува символ на кревкоста, на животот и на одговорноста што ја носиме едни за други. Оваа збирка има и книжевна и општествена вредност. Таа не дозволува споменот да изгледи, но истовремено поставува прашања за брзината, за невниманието, за цената на една секунда. Таа повикува на свесност. Неголемата сила на овие творби е нивната искреност. Нема патека што глуми емоција, има вистинска болка, а таму каде што болката е вистинска, зборот станува тежок и значаен. Фросина во оваа збирка не е само спомен, таа е инспирација, опомена и светлина што продолжува да живее преку туѓите гласови. Овие страници сведочат дека љубовта не престанува со заминувањето, таа само ја менува својата форма. Сочувство. Со длабока почит и искрена тага упатувам најдлабоко сочувство до семејството на Фросина. Нема зборови што можат да ја намалат болката од ваква загуба, но нека ви биде барем мала утеха сознанието дека нејзината светлина продолжува да живее и во овие страници, во спомените, во љубовта што ја разбуди и во трагата што ја остави зад себе. Фросина не е само име во оваа збирка, таа е присуство, таа е инспирација, таа е светлина што допрема во срца. Нека споменот на неа ви биде сила, а љубовта што ја споделија овие поети, вечна врска што ништо не може да ја прекине. Со почит и искрено сочувство Веран Самарјанин. Благодарам. Морам да додадам уште нешто. Вера ми порача да ви го кажам тоа сето, затоа што во секоја слика, не е само слика, таа зборува и е вистински пример на живот. Како требало да биде и како е сега. Погледнете ги сликите внатре и ќе видите дека оваа книга не е само обична книга. Дека сликите живеат, дека зборовите и кога молчат, се силни и зборуваат. И благодарам. За Фросина, од Дамче Христова Младенова Кавадарци, а ќе ја прочита Маријана Николова од Неготино. Повели Маријана. За Фросина. Втиквешко негде се роди дете. Израз на тоа во најубаво цвете. Булка мирисна во зелена постела мајчинска. Игранка цврста таткова. Израсната од дедов корен во тиквешка нива плодна. Се отвори булката црвена. Мирис почна да шири в тиквешко поле широко. Малку беше полето неизин. А мирисот го разнесе далеко. Далеко, каде воздишки се отвори. Од мирисот неизин најубав.
Цветаше така булката црвена и љубов нудеше на сите страни. Изгреи сонце за мајка, месечина за татко. Се појави ко вулкан проклетиот, од листенца ја откина. Коренот неизин го здроби, пепел го направи. И сонце изгоре и месечина потемне. Втиквеш ко негде, убија дете. Мила Фросина, ангел си на небото и ќе седиш во рајска градина, а пеколот ги чека сите што не го спречија твоето убиство. За Фросина, автор Даниела Ангелова од Неготино, а ќе прочита Каролина Маркова од Неготино. Повелика. За Фроси. Младоста живее низ белата. Црна ноќ со црвена точка за крај. Кршачот на правила скрши мајчино, татково, братово и сестрино срце. Магла, илузија. Фросино, ти не реши да заминеш од овој свет без поздрав. И тоа во мигот кога твоите крилја требаше да те однесат на светските модни писти. Кршачот на правила те скрши како молив. Кршачот на правила го смени правецот на твоите крилја. Кршачот на правила ја смени патеката на твоето патување кон успехот. Те однесе на место каде што требаше да биде тој. Тој во неговиот беден живот составен од илузија и магла. Ти сумуваше светот да ја разбере твојата уметност, а кршачот на правила украде сон на твоите најблиски. Украде мир кој требаше да трае долго. Не беше ти родена за ангелски крилја, затоа што ја имаше ангелската убавина. Не беше ти создадена земја да го покрива твоето тело. Казната е мала, болката за тебе преголема. Фросина, каде и да си, од каде и да ги гледаш илјадници солзи кои те оплакуваат, биди горда на себе, млада девојка. Ти замина безбогум, но замина оставајќи трак. Трак по кој ќе чекорат илјадници млади луѓе кои сонуваат да го менуваат светот преку облеката и уметност. Да, најмила наша, твоето дело ќе живее во секој креатор на чиј идол, инспирација и муза му беше ти. Сега не ни преостанува ништо друго, освен да ти каже. Летај, ангеле наш, летај високо и слободно. Твојата слава на земјата нека заблеска и меѓу облаците и низ месечината во ноќта. Твојата душа веќе го облече небото во боите на љубовта и искреност. А твојата младост стави шал од чистота во бесконечност. Девојката на белите линии. Автор Ива Танев, Пехчево од Франкфурт, Германија. Ќе прочита Стојане Стефанов од Кавадарци. Повели Стојане. Девојката на белите линии. Таа не одеше, таа чекореше код иднина. Во рацете носеше папка со скици, во мислите носеше бои, што допрва требаше да побои цветот. Студираше да создава убавина во светот што понекогаш знаеше да биде суров. Од конец правеше надеж од каини на сон. Имаше прсти што знаеја како да ја допрат тишината и од неа да слушаат фустан што ќе блесне на сено.
Имаше смеа што ги топеше и на студените денови. Имаше живот што допрева требаше да започне. А тој ден небото не беше поразлично, местечината светеше исто, градот дишеше исто. Белите линии на пешачкиот премин беа само линии, символ на сигурност, на правило, на доверба. Таа зачекори со верба дека светот ќе ја зачува. Еден миг, еден звук, една непромислена брзина. И сонот се распадна кон асфалтот и небото. Не згасна само младост. Згасна идни колекции, исти што ќе ја носеа гордо. Мајчина гордост, таткова насмрт. Пријатели што ќе аплодираа на незината прва ревија. Во вечерните вести стана реченица, стана број, стана несреќа. Но таа не беше број, таа беше ќерка, беше љубов, беше нечие внимание на себе, беше нечие чекање да се вратиш. Белите линии сега молчат, но тие знаат, тие паметат чекор што веруваше во редот на светот. И секој пат, кога некој ќе застане пред пешачки премин, нека се сети дека таму поминува нечи цел живот. Таа сега може би крои светлина на некое повисоко место, од облаци прави фустани, од звезди украси. А ние остануваме тука со една должност да внимаваме, да не брзаме, да не уништуваме туги соништа со една секунда невнимание. Зашто животот не се враќа назад, а нејзиниот допрева требаше да започне. Кога ќе ја отворите книгата Сите за Фросина, ќе забележите дека сите ние, авторите во книгата, застапени во книгата, ја дадовме и нашата душа. Пишувавме не само со рак, него пишувавме со душа и со срце. Беше љубов, беше као цвет. Насилно откинат од овој свет, од нашиот букет, нашиот крик, од булка. По тебе, Фросинче, вечно ќе трае. Тодорка Андова. Ја отварам често книгата за Фросина. Стои на мојата маса. Ја отварам, понекогаш веднаш ја затварам, затоа што таа книга има многу болка, има многу тага. Ама сепак ние треба да ја продолжиме нашата мисија, да ја читаме, да ја транспортираме и да ја покажуваме. Книгата Сите за Фросина е уметнички крик на авторите на Сдруженијето Тиквишки цветови, кој јавно упатуваме благодарност за семејството на Фросина, до Фондацијата Фросина Кулакови, до градоначалничката од Неготино, Марија Нацева, до Општина Неготино, до Лазен Манев, кој е задолжен за техничкиот дел, до Екстрабус од Кавадарци, до медиумите, до Вера Масамарјанин, издавачката куќа поетски ноти. И благодариме на сите автори кои отворија својата душа, до Талија и Никола Василови, Танини, до Горан Василов, кој беше иницијатор и реализатор за оваа наше дело. За оваа вечер да биде не само светлина, туку биде вечна порака. Никогаш да не се повтори. До сите кои во својот домен допринесува за да оживее ангелот Фросина преку книгата напишана за неа. Благодарност до сите кои сте присутни оваа вечер на промоцијата, со што се покажа солидарност, хуманоста и човечноста. Во чест на Фросина, оваа книга можете да ја имате за себе, со што стиховите внатре ќе бидат една светлина која никогаш нема да престане да свети. Со символична цена од 500 денари можете да ја купите книгата, со што собраните средства хумано ќе се пренесочат на Фондацијата Фросина Кулакова.
По завршувањето на промоцијата можете да дојдете на бината и мајката на Фросина, госпоđа Камелија, ќе ви се подпише во книгата во знак за благодарност за нејзиниот ангел Фросина. Оваа книга не вреди само 500 денари. Издавачката куќа кажа дека таа вреди многу повеќе. Самиот материјал, самите фотографии, се е поинаку изработено од една нормална книга. А душата внатре што ја ставивме сите ние, и кога ќе ја отворите книгата, таа ќе ви зборува. Ви благодарам. Биди и ти, Фросина, застани на пешачки. Песна што не се слуша, туку се чувствува. Биди и ти, Фросина, застани на пешачки не е само наслов. Тоа е повик. Повик што одекнува како тивок крик во градската бучава. Како спомен што не бледе, како љубов што не знае за крај. Овој наслов се роди на 31. јануари 2025 година, кога ја создадов јавната Facebook група место кое требаше да биде сосолниште за една душа, за едно име, за една болка. Групата беше создадена за Фросина, но всушност беше создадена од љубов како за своје дете. Затоа и го носи токму тој наслов. Биди и ти, Фросина, застани на пешачки. Со текот на времето таа група прерасна во нешто многу поголемо од идеја. Стана сведоштво, стана глас на сите тивки приказни што ретко некој ги слуша. Во неја живеат болки што не може да се опишат со зборови, неправди што оставаат лузни, надежи што одбиваат да згаснат и спомени што пулсираат како срце кое одбива да запре. Но најмногу од се таму живее љубовта на родителите кон нивните деца, кон нивните мали ангели што прерано одлетаа. Болката на тие родители не може да се измери, но во оваа заедница таа болка добива глас, разбирање и тивка на мощна солидарност. И токму таа искрена, сурова и вистинска емоција се роди една инспирација. Една млада писателка од Македонија од Пехчево, која денес живее во Франкфурт, Германија, Ивана Иватанев, ја почувствува тежината на тие зборови. Го прочита мојот наслов, но всушност го почувствува и од таа емоција се родија нови стихови, не напишани со настило, туку со срце. Нејзините зборови кои веќе го најдоа своето место во книгата Сите за Фросина се претворија во нешто повеќе од поезија. Се претворија во крик, во молитва, во спомен што живее. Таа поезија потоа се претвори во мелодија. Мелодија што не се слуша со уши, туку се чувствува длабоко во душата. Мелодија што ја кини сечија душа, што ја кине тишината, што ја отвара болката, но истовремено ја претвара во нешто возвишено, нешто што останува. Аранжманот на оваа музичка приказна е дело на Никола Василов, кој успее да ја облече тагата во звук и да ја даде форма на емоцијата. А гласот што ја носи оваа приказна, гласот што ја раскажува болката, љубовта и споменот, е гласот на Талија Василова. Ова не е само песна, ова е приказна за Фросина, за нејзиното кутре Аја, за еден пешачки премин што станал символ, за момент што променил се. Ова е песна за сите што застанале и за сите што никогаш нема да продолжат понатаму. Биди ти, Фросина, застани на пешачки. Не бара само да се слушне, бара да се почувствува, бара да се запамети. Бара да не промени, затоа што понекогаш едно застанување може да значи живот и едно незастанување може да остави вечна тишина. Повели Талија.
вечерта слегуваше бавно по крововите стари. Градот трукаше уморно, по-мелски искри мали. Таче гореше тивко, со насмевка кротка, чиста. Со очето во себе, верноста што срце листа. На белите линии застана како што треба. Со поглед во светлата, со доверие во неба. Рака држеше живот толку мал. Другата сонешта, кој што толку тргнале гало. На брзината не слуша, ни молитва, ни плач. Кога времето го гази, очи туѓа сачувај. Биди просина, застани на пешачки, како нивна победа, по очите потечки. Биди светло молитва, што полека скачува, како бела линија што живо узира чува. Биди глас што шепоти низ сузина. Остани каде стане, доцна секој че кориза. Еден миг ја пресече лука на две. Ако стекош без, спори без мен. Погодникот пада, лајот се скрши во бран. Звездите се светеа, светот остана долги план. Але сватот остана, тишина што боли. Едно нешто битен, из улиците го моли. То не ти светеше, но беше код пред врата. Само начино срце што се растаѓа во тага сваќа. Со увеменен, како ништо да не згасна, тој краток темен плен. Биди ти просина, застани на пешачки, нека стекоја бела линија, не учи да сме повинати. Биди ти. Застани животот, ето се Ако барем едно срце ја научи лекцијата, ако барем еден поглед ја види раскрсницата, тоа што е то име нема да биде само болка, ја биде спасена насмивка, жива петка на нечие срце, која е школка. Биди ти просина, застани на пешачки, нека секоја бела линија не учи да сме повинати. Застани за љубовта што чека да помине. Застани за животот пред да замине.
Прегрни не мило, автор Моника Чоклова Кавадарци. Повели Моника. Додека денот мина, Фросина за миг одвикни слина. Суровите гнијат и не преземаат вина. Чедо мило нам ни загина. Саднеа мечти и соништа, за фустани и мода. Кучиња ги пуштија како по вода. Дете мило ни загина, со насмевка мила и чиста, а денес понеа наредени солзи ко писта. И одзема соништа, живот и век, без да размислат за понатамошниот животен тек. Денес, кажувам јасно, пред сиот народ гласно, Фросина остави душа страдна и народот ко во црна дупка да падне. Тага и крици за нејзината насмевка нежна, денес животот без неа нам ни се отежна. Прегрни не мила, во твоите раце, понежни и од свила, си остави мајка тажна, меѓу нас стана тажна тема важна. Гласот твој стивна, крикот душе испугна, од лутина, тага и бес, на најмилите вечна болка и стрес. Кода беше вчера, автор Милка Менкова Кавадарци, а че прочита Ѓорѓе Димовски од Неготина. Повели Ѓорѓе. Кода беше вчера. Кода беше вчера, а една година помина. Откако ти, Фросинче, од овој земен свет замина. Таговина во душа ни всади, срца радосни одаде. Болки и тага не обзеде, зашто толку млада животот проклета сатана зеде. Проклета е денот кога тој врака волен фати. Живот твој милост крати. Не си со нас, но си во нас. Во нашите срца вечно. Ке си жива, Фросинче, девојко ми. Божјо чедо стана, телото ти црна земја покри. Но твојата душа со нашите спои за вечно како жив ангел да обстои. Тагова мајко, тагова татко, и сестра, и брат. Но со нив тагуваме и ние, и во нас тој Бог вие. Блескај, мила, звездо сјајна. Блескај со сиот сјај. Во незаборав ти останеш, зашто за тебе ова не е крај. Секогаш ќе бидеш во нашите мисли, нашите срца, кои се како твоето искрени и чисти. Каде и да си, ние сме со те. Ти си со нас, пренесувајќи по твојот ангелски глас. Продолжуваме со читање на творба од Весна Вескова. Фросина, а чија прочита Марија Најдова.
смели гази по патот, каде што тишината морничево стои. Не беше полнок и за жал не беше сон. Беше живот, кој што туку расцветал, како пролет ненајавен. Еден миг непромислен, еден волан беше побрз од срцето и умот. За асфалтот ја запамети тежината на неправдата. Ние останавме со што ако и со празни раце, учејќи предоцна, колку е кревко следното утро. Фросино, ах, девојко, ти си име што бара побавни чекори, поглед што не бега, одговорност што не молчи. Твојот здив сега е тишина, но твоето постојање стана глас. Да запреме, да погледнеме, да сочуваме животот. Отипатот не смее повеќе да зема деца и да ги враќа како спомен. За Фросина, автор велика Вики Мицева Кавадарци, а че прочита Ивана Пановска од Неготина. Повели ја. За Фросина. Полетен чекор на младост, убавина што светлина зрачи. Милост Божја се точи во твоите сини очи. Јануарска приквечер, во крик се стори. Очи широко отворени, оставија крвава трага на сивиот пат. Фросина, Фросина, мракот ти шепнува име. И остана болка и тага, скасна во тишината. И сјајот се стори во звезда на небото, која ќе свети и вечно ќе трае. Ти стана солза во сечии очи. Ти стана љубов во сечие срце. На крвавиот пат не остави клетва, остана само судот Божи. Ти патот го посла со миризливи бели рози. И еве дојдовме до крајот. Дојдовме до крајот само за оваа вечер, али ние ќе продолжиме понатаму. Ќе продолжиме да го дигнеме гласот, никогаш да не се повторат овакви работи. Никогаш некој неправедно да загине, да го заврши својот живот за некој што не е одговорен. Како што вели еден од стиковите во оваа книга, некои птици не летаат ниско, тие само ги минуваат небото, за да не гледаат подобро одгоре. Фросина е нашата птица, нашиот најдобар дизајн на небото. Оваа вечер беше посветена на Фросина Гулакова, нејзиниот талент како дизајнерка, на нејзината младост и на трагата што ја остави на пешачкиот премиер во Скопје, која вечера ја претвори во мост од зборови, а тој мост е многу долг, многу долг. Некои цветови стануваат стихови за да живеат вечно. А Фросина ќе кажеше: диско топка е многу скршени парчиња стакло соединети да ја направат магичната топка на светлината. Не си скршен, диско топка си. Слава ти, Ангел наш. Следува уште една промоција и ќе избирате сите за Фросина трета поред во Скопје, зашто навреме ќе најавиме. Сега ве покануваме кој сака да си купи книга и можете да се послужите со книга. Ви благодарам.
Aplausos